Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе почнеме да решаваме задачи за раствори. Ова ќе бидат повеќе видеа, бидејќи ќе решиме многу задачи за раствори. Нема да правам некој вовед за раствори, бидејќи имам видео за теоријата на раствори. Иако мислев да се запознаеме со физичките величини први, кои ќе користиме за правење раствори, мислам дека како што ги решаваме задачи така да се запознаваме со нив, бидејќи нема сите да ги користиме. И да започнеме. Значи првата задача, и прво ќе почнеме со некои попрости и понатаму ќе се надоградува на нив. Да се подготви 100 мл 100 мл раствор на натриум хлорид, значи 100 мл раствор на натриум хлорид, нормално со вода, каде што концентрацијата на натриум хлорид ќе биде еднаква на 1,5 мол на литар. Значи тоа треба да биде концентрацијата на натриум хлорид во овој воден раствор. Сега, како ќе го подготвиме? Си земеме еден сад, каде што знаеме дека волуменот во кој што ќе имаме тој натриум хлорид, вкупниот волумен заедно со водата треба да биде 100 мл. Внатре нели треба да имаме натриум хлорид, така што концентрацијата на тој натриум хлорид да биде 1,5 мол на литар. Ама сега, ние немаме 1 литар на вкупен волумен. Затоа треба да видиме всушност оваа концентрација да конвертираме во волумен кој ќе го имаме, така како вкупен волумен. За да видиме колку мола всушност ни требаат. Значи нас ни требаат 1,5 мола на 1 литар. Така, 1 литар всушност е истото што и 1000 милилитри. Така, значи нас ни треба таа концентрација. Но ние бидејќи немаме толков волумен, нас ни треба X мола во 100 милилитри. Сега не морам да правам некоја пресметка, гледам дека тоа е само 1/10 и затоа го одма можам да го знам кој е решението, односно е 0,15 мола. Ќе видиме како всушност може да се реши ако некојаш не е толку очигледно. Значи нас ни треба да земеме 0,15 мола на натриум хлорид, да ги ставиме, тие ќе ги ставиме внатре во празен сад и ќе го дополниме со вода до маркицата до 100 мл. Сега ова може да се направи на друг начин, но ќе треба да воведеме во тој случај и густина. Бидејќи не секогаш на самиот сад ти имаш бележено кај 100 мл, ти само ќе да си дополниш со вода, бидејќи ние овдека, како што реков, само ставивме први натриум хлорид и после само дополнуваме со H2O до маркицата. Ама ти не мога секој сад да имаш маркица. И затоа некогаш ќе треба да пресметаш колку вода ти треба. Сега ние тоа нема да го правиме, ама начинот на кој ќе го правиме понатаму е всушност овие молови ќе ги претвориш во грами. После ќе видиш која е густината на натриум хлорид во воден раствор, да речеме дека тоа е 1,3 грами на центиметар кубен, што е исто како да кажеш 3 грами на милилитар, и ќе знаеш всушност колку волумен ќе зафати натриум хлоридот и ќе можеш да пресметаш колку волумен ќе ти треба всушност од водата. Но тоа ќе биде за понатаму, значи сега тоа не ни треба. Решението овдека беше дека ни треба 0,15 мола. Добро, да идеме на втора задача, која е прилично слична, само што имаме други вредности, каде што ни вика да подготвиме 25 мл раствор, повторно натриум хлорид, каде што сакаме концентрацијата на натриум хлорид во тој раствор да ни биде 2,5 мол на литар. Повторно тоа што го правиме е земаме и викаме дека 2,5 мола всушност одат на 1000 милилитри. Колку мола се потребни за 25 милилитри. Така овдека имаме X мола. Сега ова може да се направи на неколку начини, но сакам само да сватите дека кога правиме ваква пропорција, всушност, например, ако би го поделиле овој со овој број, ќе добиеме некој си број X. Така. Но исто така, ако поделиме овој со овој број, треба да го добиеме истиот X број. Океј? Или пак,
ако го поделиме овој со овој број, ќе добиеме некој си број y, но исто ако го поделиме овој со овој број, исто треба да го добиеме y. И сега можеме да избереме кој било од тие начини, но да речеме дека ќе го земеме овој начин, односно ќе го земеме 1000, ќе го поделиме со 25, тоа што ќе го добиеме всушност 40, така ќе го земам 40. Сега знам дека ако ги поделам ова со ова, исто треба да добиам 40. Сега за да најдам колку е x, всушност 2,5 треба да го поделам со 40. Така, например, ако го направам како просто равенство 10 делено на 2 еднакво на 5, ако сакам да го најдам 2 колку е, 10 ќе го поделам со 5. Така, 10 ќе го поделам со 5, истото го правам овдека всушност. Нели, реков дека ова и ова исто мора да биде 40, бидејќи ова и ова е 40. Затоа, за да го најдам x, 2,5 ќе поделам со 40 и добивам 0,062. Значи тоа е вредноста која овдека треба да стои. Значи не е x, него е 0,062 мола. Значи, треба да земам еден сад. Треба да земам еден сад. И внатре во него треба да ставам 0,062 мола од натриум хлорид. Сега, пракса не ти стои натриум хлоридот, вагата не ти го мери у моли. Може да калибрираш да го мери у моли, ама не го мери у молови. Затоа, ти ќе го искористиш периодниот систем и ќе ја пресметаш масата. Каде што m всушност ќе биде еднакво на количеството кое го знаеш, n, по mr, кој исто така го знаеш од периодниот систем. mr всушност е релативната атомска маса на натриум плюс релативната атомска маса на хлор. И така ќе ја добиеш масата и таа маса ќе ја пресметаш на вага, мислам ќе ја измериш на вага и кога ќе ја измериш ќе ја ставиш внатре во садот. И ќе дополниш со вода до маркицата за 25 мл. Тука ќе имаш маркица и ќе си дополниш со вода до 25 мл. И ќе имаш раствор кој е 25 мл со концентрација 2,5 мол на литар. Само да направиме пресметката, дека за некој да не се мисли. M е еднакво на овој број кој го знаеме, 0,062 мола по релативната атомска маса на натриум е 23 грам на мол плюс релативната атомска маса на хлор е 35,5 ќе речеме. Ги заокружуваме по цели цифри. И тоа ни дава дека всушност ова целото, добро, овдека има грам на мол. Ова овдека е всушност 58,5. Сега ако 58,5 грам на мол, каде што мол и мол ќе искратиме, го помножиме со 0,062, тоа што ќе се добие е еднакво на 3,65. Значи треба да земеме 3,65 грами на натриум хлорид, да ги ставиме внатре во сад и да го дополниме со вода до маркицата. Идеме сега на трета задача, која е слична, но повторно малце поразлична. Иначе, како што реков, овие може да ги правиме попрецизни пресметки ако користиме густини, но бидејќи користиме цврсти супстанции, како цврсто NaCl, натриум хлорид, најчесто не е толку важна густината, но окей. Сега, треба да подготвиме 100 мл раствор, воден раствор, на сахароза, тоа е голема молекула, дисахарид, со концентрација на сахарозата, која е еднаква на 1,5 милимоли на литар. Значи, повторно, како мината задача, ќе иземе овие 1,5 милимоли на 1000 милилитри и ќе видиме колку милимоли, значи x
милимол ни требаат за 100 милилитри. Тоа ќе биде 1/10, значи не морам ни да пресметувам. Значи тоа ќе биде 0,15 милимол. Сега вагата повторно не ни мери во милимоли и затоа мораме да најдеме масата. М е еднакво на количеството кое видовме дека е 0,15 милимоли по МР на сахароза, кој е 342,2. Затоа само вака ќе го запишам. Значи по 342,2 грам на мол. Сега треба да ги средиме единиците, бидејќи едното е во милимол, другото е во мол. Значи може да го средиме или левото, да го направиме во мол, или пак ова да го конвертираме во милимол. Така, не е битно кој го направите. Во овој случај кој е било само треба да се подели со 1000. Сега зошто? Например за конверзија ќе пробам да го нацртам. Значи ако имаме еден сад кој овој целиот е 1 мол, така, замислете се дека милимол е само едно вакво коцкиче мало овдека. Ево, ќе обележам со портокалова боја. Милимол е едно коцкиче, бидејќи 1 мол содржи 1000 милимоли. Така, сега, ако имаме едно коцкиче, тоа колку моли е? Тоа е 1000 дел од мол. Значи, тоа може да го запише како 1 милимол е еднакво на 0,001 мол. Односно, 0,15 милимола е еднакво на 0,00015 мола. Значи, ова можам да го запишам како 0,00015 мола по ова нели што си останува. И добивам дека треба всушност да измерам 0,051 грам од сахароза. Сега повторно само сакам да напоменам дека можев да направам и другата конверзија. Например, да речеме дека ова не го направив. Не го направив другата конверзија. Односно 342,2 грама на мол, да ги претворам во милимол. Што всушност ќе се случеше? Едноставно замислете си дека имаме еден сад, повторно, каде што овој целиот сад е 1 мол и внатре во него имам 342,2 грама. Така, сега мене ми треба 1 милимол. Всушност ми треба 1000 дел од тоа. Значи ова целото, ако беше вака со зрна исполнето, и сите тие зрна тежат 342,2 грама, мене ако ми треба 1 милимол, мене ми треба толку вака. Ми треба 1000 дел. Ако земам 1000 дел од волуменот, односно од количеството, во тој случај ќе земам 1000 дел и од масата. Така што ова ако го конвертирав, ќе искочеше 0,342 грами на милимол. И повторно, ова со ова ако го помножам се добива истиот резултат. Така, со ова исто се добива 0,051 или пак ова долното, ако го помножив со горното, исто ќе се добиеше тој резултат. Значи нема врска која го конвертирате, едноставно да бидат исти единици. Сега ќе решиме една задача која е всушност обратно работење на некој си начин. Напишеме четврта задача, која гласи колку милилитар раствор на натриум хлорид може да се подготви кој ќе има концентрација на 1,5 мол на литар, ако на располагање имаш натриум хлорид 5 грама. Така, значи имаш ти толку, имаш 5 грама натриум хлорид, така ги имаш 5 грама натриум хлорид, колку милилитарен раствор, така ако тие, да речеме, ги ставиш во еден сад, имаш сад, ги ставиш тие внатре во тој сад, и го дополниш со вода тој сад,
Така што концентрацијата сега овдека да биде 1,5 мол на литар и колку ќе биде овдека вкупниот волумен. Тоа те прашува. Колку милилитри ќе има? За ова да го решиме, прво да видиме колку мола имаме од натриум хлорид. Значи знаеме дека М не е еднакво на 5 грама, ние треба да го најдеме N. За тоа да го направиме, всушност идеме, масата е еднаква, односно ни треба количеството, окей. Количеството е еднакво на масата која имаме, поделено со релативната молекулска маса. И наравно ова е за натриум хлорид, ова е за NaCl, NaCl. И тоа ќе биде еднакво на 5 грама врз релативната молекулска маса на натриум хлорид. Преска видовме тоа беше 58,5. 58,5 грам на мол, грам со грам ќе се скрати и се добива 0,085 молови. Значи ние располагаме со толку молови. Сега, тие молови треба да ги ставиме во волумен каде што концентрацијата ќе им биде 1,5 мол на литар, односно еквивалентна со таа. Значи ние имаме 0,085 мола, треба да ги ставиме во одреден раствор каде што ќе има не знаеме колку милилитри вкупниот волумен, така што концентрацијата да е еднаква на 1,5 мола на 1000 милилитри. Сега за тоа да го направиме, сега можеме да идеме у која била сака, можеме множиме, делиме, без разлика можеме овие да ги делиме, можеме овие, единствено први овие лево да ги делиме, или пак може да ги множиме, можеме ова со ова да го делиме, па ова со ова да го множиме и така натаму. Ние ќе направиме првин, ќе го најдеме односот помеѓу овие две. И ќе земеме 1000, ќе го поделиме со 1,5. Тоа е еднакво на 666,66 во периода. Тоа значи дека ако 1,5 го помножам така по 666,6 во периода, ќе добијам 1000. Така, значи тоа значи тоа. Го најдовме факторот помеѓу 1,5 и 1000. Тоа значи дека исто 0,085 ако го помножам по 666,6 во периода, ќе добијам колку милилитри треба да добијам. И затоа само ќе направам следното, односно 0,085 ќе го помножам по 666,6 во периода. Така ова е во вака. И тоа што се добива е всушност 56,6. Значи овдека вкупниот волумен треба да биде 56,6 милилитри. Значи можеме да подготвиме 56,6 милилитри раствор, воден раствор на натриум хлорид, кој ќе има концентрација од 1,5 мол на литар. Сега ќе решиме задачи кои ќе бидат малку потешки, бидејќи нема да користиме сува, цврста, чиста супстанца, него ќе користиме еден течен раствор кој ќе оставаме во друг. Односно, да започнеме со задачите и ќе видите на што мислам. Од нас се бара да се подготви 100 мл раствор од воден раствор од HClO4 кој што ќе има концентрација 0,34 мол на литар. Така, сега, тоа што ни стои на располагање е всушност кошишенце, каде што имаме воден раствор на HClO4, кој има масен удел од, масен удел на HClO4, има масен удел од 70%, има густина, овој раствор, има густина која е еднаква на 1,67 грами на центиметар кубен. И дадено ни е исто така МР на HClO4, кој е еднакво
на 100,46 грам на мол. Значи, ние треба да земеме од овој раствор, кој веќе е подготвен, да ставиме внатре во друг сад, така, значи да земеме од овој раствор, да ставиме внатре во друг сад, да речеме ќе се наполни до некаде, и после да додадеме вода, така што овој новиот раствор ќе биде со вкупен волумен од 100 мл и концентрација од 0,34 мол на литар. Како ќе го подготвиме? Инаку овој овдека волумен, викаме дека е неограничен. Така, значи можеме да земеме колку сакаме. Нормално не можеш да земеш повеќе од 100, бидејќи новиот раствор што треба да го направиш треба да биде со 100. Така, нема логика. Ајде да започнеме од новиот раствор. И нормално ако сакате можете да пробате да си ја решите. Јас сега ќе почнам да ја решам. Значи овој новиот раствор кој треба да го направиме, треба да има волумен од 100 мл и при тоа треба да има концентрација од 0,34 мола на 1 литар, односно 1000 мл. А нашиот волумен, ние кој треба да го направиме, е 100 мл. Значи, молови на HClO4 кои треба да ги имаме во новиот раствор кој ќе го направиме, е всушност, добро ќе полам со 10, е всушност 0,034 мола. Значи, ние во новиот раствор треба да имаме толку молови на HClO4. Сега, ако во новиот раствор треба да имаме 0,034 мола на HClO4, да видиме колку всушност грами треба да имаме од HClO4. За да видиме колку грами треба да имаме од HClO4, ќе видиме M од HClO4 е еднакво на N од HClO4 по MR од HClO4 и тоа ќе биде еднакво, значи 0,034 бројот кој го видовме, молови, по ова рековме дека е 100,46 грам на мол, мол со мол ќе се скрати, и тоа што ќе се добие е еднакво на 3,41 грам. Значи, ние сега треба да најдеме начин да пресметаме колкав волумен ни треба од овој раствор, со цел внатре во тој волумен што ќе го земеме да имаме маса од 3,41 грам, ама од HClO4. Не ни интересира водата. Значи масата на HClO4 кој ќе биде во тој волумен кој ќе го земеме од овој веќе готовиот раствор, треба да биде 3,41. Сега, како ќе најдеме колкав волумен треба да земеме? За да поедноставиме, ќе претпоставиме дека масениот удел на HClO4, ќе речеме дека масениот удел на HClO4 е еднаков на 100%. Значи ќе речеме само дека е еднаков на 100% со цел да стигнеме полесно решение. Ако речеме дека е еднаков на 100%, во тој случај би било многу лесно. Знаеме дека во 1 сантиметар кубен од растворот имаме 1,67 грами, а нас ни треба 3,41. И во тој случај, едноставно со проста пресметка, кај да направам, тука лево нека биде, односно 3,41 ќе го поделиме со 1,67 и ќе добиеме дека треба да земеме 2,04 мл. Односно 2,4 центиметри кубни, ама центиметар кубен е еднакво на милилитар и затоа пишувам милилитри. Сега, значи треба да земеме 2,04 мл, ама тоа беше ова е точно ако ја рачунаме претпоставката дека имаме 100% масен удел. Односно, масата внатре овдека во густинава, значи ако идам овдека горе, 1,67, всушност само 70% од тоа е HClO4, додека 30% е од водата. Така, масата, односно, во делот од густина. Сега, наместо да го гледаме во тоа, односно може да го гледаме на вкупниот волумен, ако збориме за масен удел, тоа значи дека овој број кој го добивме, 2,04 мл, во него само 70% е HClO4, додека 30%
е вода. Сега, нас не треба да имаме всушност толка волумен, ама само од HCl4. А знаеме дека имаме само 70, така што овој број, ако овој е само 70, ние треба да го направиме до 100, тоа може да го направиме со наследниот начин. Значи 2,04 ќе го поделиме со 70 и ќе го помножиме по 100. И тоа што се добива е всушност 2,92 милилитри. Сега, се надевам ме разбравте како ја решив, зашто ја овој начин на кој ја решив, ова е логичкиот начин. Значи ова е без никаква формула. Добро, искористиме ова за масата, да пресметаме, ама таа формула не ни мораме да користиме. Сега, се ова може да се реши со една многу проста формула, каде што не морате воопшто да мислите ништо, само ќе се ги внесете цифрите и ќе се искочи резултатот. Ама тоа не е главната суштина. Значи ако така решавате постојано, ќе ги заборавите задачите. Не заборавите како се решава. Еве иначе формулата. Значи волуменот кој што треба да го земеме V2 од растворот кој веќе е спремен. Нели реков дека имаме спремен раствор, еве го овдека, кој што има одредени карактеристики, има одредена густина тој раствор, има одреден масен удел на дадена супстанца. И добро, тоа е релативната атомска маса. И нас не прашува колка волумен треба да земеме од тој раствор, да го ставиме во нов сад и да дадеме вода, така што ќе добиеме раствор кој има 100 мл и дадена концентрација на HCl4. Сега, формулата е V2 е еднакво всушност на концентрацијата која сакаме да добиеме по V1, волуменот кој сакаме да го добиеме, по mR на HCl4 врз густината на растворот, густината на V2, густината на V2 по масениот удел. Сега, ако ги запишам овие бројки, искача концентрацијата дека е 0,30 колку беше, колку сакавме да добиеме, 0,34 мол на литар. Волуменот беше 100 мл, ама мораме да го запишеме во иста мерна единица, значи 0,1 литар по ова беше 100,46 грам на мол врз густината е 1,67 грам на центиметар кубен по 70%, всушност го запишуваме како 0,7 и ова ако го пресметаме добиваме 2,93 или 2,92. Зависи кој децимали ги земеме и така натаму. Милилитри. Сега некој ќе рече, добро, зошто тогаш не вртеше толку, зошто решаваше ваму таму. Значи, ако имате оваа формула, вие ги можете да си решите, да. Ама, дете, кога ги решавате, треба да си запишете што ви е дадено, што не е дадено, што се бара, па после која формула треба употребам. Ама, понекогаш нема да можете така решавате, едноставно ќе е многу конфузно. Или пак, леле ќе забравите како беше формулата, која формула сега треба да употребам. Дали ова беше P подално или P по V, V1 беше горе или беше доле. Не дека лака само по формулата, ќе си ја запишете и ќе си решите, ама преров дека се ќе се скрати, така мол ќе се скрати со мол, грам ќе се скрати со грам, литар ќе се скрати со литар и ќе остане центиметар кубен, што е исто што и милилитар. И така може да се реши задачата. Но повторно, ако учите само формули, да, ќе си положите испитот, ама на крај се ќе забравите како се решава. Сега не е поентата, само го положив, после се заборави. Зашто? Верувате, ако сте например некој факултет кај што уште од почеток решавате задачи, ќе треба да ги знаете тие задачи и понатаму. Значи ќе ги решавате од прв семестар, од втор семестар, од трет семестар, од четврти семестар. И ти ако секој пат се враќаш назад да ги учиш формулите, ќе биде многу проблематично. А и некогаш ќе доаѓаат такви тешки задачи каде што едноставно со формула можда нема да решиш. Или ќе добиеш некој резултат, например нешто си утнал во формулата или не е битно. И добиеш некој резултат кој нема никаква смисла. Значи ти нема ни да го провериш резултатот ако решиш со формула. Ќе си ги внесеш само бројчињата и ќе си откуцаш на дигитрон и ќе си видиш и ќе си добиеш нешто и ќе си продолжиш на варијант. А можда тоа што си го добил сосема нема смисла. Зашто си направил нека грешка во формулата или си употребил грешна формула, ама нема да знаеш. Затоа треба да знаеш што пресметуваш. Да си имаш концепт у главата како изгледа проблемот и што треба да направиш. Сега и формулите си имаат добра страна, не дека се скроз лоши,
Например, кога решавате на факултет, некогаш ќе немате буквално време да го решавате кога ја лево преска што решава. Така, едноставно цело време да пишувате од почеток на започнување на колоквиумот до крај, можеби нема доволно време за ако застанувате и решавате спор. Мора постојано да решавате брзо и да не мислите премногу. И затоа, например, формулите би биле многу добри, бидејќи одмах ќе решиш. Така, например, овдека колку време ми требаше. Сега добро, ја направив пресметката во позадината Гитрон, ама да речеме дека ќе ти треба некоја си минута. Додека за левиот начин ќе треба релативно подолго време. Но во левиот начин идеме постапно. Што ни се бара? Значи, ни се бара да спремиме ваков раствор. Така, ни се бара да спремиме таков раствор. А и тој раствор треба да го спремиме со даден раствор кој е овој. Така. И не прашува колку волумен треба да земеме од тој раствор, со цел да го спремиме новиот раствор. И понатаму нели решава. Прво треба да видам колку молови треба да имам новиот раствор. Тие молови колку грами се. Кога ќе најдам колку грами се, треба да видам како да добијам толку грами од овој горниот раствор. Така како да добијам 3,41 грам. За да добијам 3,41 грам, треба да земам 2,92 милилитри. Али тоа не беше очигледно, бидејќи имаме 70% масен удел. Не е 100%. И така. Добро. Ќе решиме сега уште неколку задачи. Сега ќе повториме, всушност ќе решиме една која е многу слична на оваа минатата задача, само што ќе биде малце различна, дека сме малце со поразлични бројки, колку да го повториме концептот. Значи, од нас се бара да подготвиме 50 милилитарски раствор, воден раствор, на HClO4, каде што тој раствор ќе има концентрација на HClO4, која ќе биде еднаква на 0,28 мол на литар. Тоа што го имаме на располагање ни е раствор, воден раствор од HClO4, значи воден раствор од HClO4, каде што густината, масниот удел, ај сега ќе речеме дека масниот удел на HClO4 е еднаков на нека биде 75%. Густината, значи овие сега бројки си ги измислувам. Густината ќе речеме на ова HClO, густината на растворот, не густината на HClO4. Густината на растворот е 1,70 грами на центиметар кубен и МР на HClO4, тоа ќе се остане како во минатата задача. МР на HClO4 е еднакво на 100,46 грам на мол. Сега, како ќе го подготвиме овој раствор лево? Значи имаме дека даден раствор кој треба да го подготвиме и го имаме овој растворов лево кој има неограничен волумен, од кој треба да извадиме со цел да го подготвиме новиот раствор. Значи, новиот раствор кој треба да го подготвиме треба да има вкупен волумен од 50 милилитри. Така, значи, овдека маркицата, каде што е вкупниот волумен, треба да е 50 милилитри. Сега, во тие 50 милилитри треба да ставиме HClO4, така што концентрацијата на ова HClO4 внатре во овој вкупен волумен ќе биде 0,28 мол на литар. Сега, за да видиме колку мола е тоа всушност на 50 милилитри, бидејќи концентрацијата става, ама за да разбереме, за да можеме да решиме, мораме овие 0,28 мола на 1000 милилитри, да видиме колку мола ќе треба на 50 милилитри. Сега повторно можеме да го направиме на повеќе начини, бидејќи оваа страна е еднаква со оваа десно страна, така. Односот, значи односот помеѓу ова и ова треба да е еднаков на односот помеѓу ова и ова. Или пак односот помеѓу ова и ова треба да е еднаков помеѓу односот ова и ова. Така, значи можете како сакате да вртите. Еве, ќе земеме повеќе начини. Например, ќе земеме 1000, ќе го поделиме или ај вака. Земеме вака.
0,28 ќе го поделиме со 1000. И ќе добиеме дека тоа е еднакво 0,00028. Така, односно, ако го помножиме 1000 по овој број, ќе го добиеме овој број, така? Сега, ако знаеме дека овој број ќе биде еднаков и за долното и за горното, односно за ова и за ова, во тој случај, наместо да го множиме по 1000, можеме да го помножиме по 50. И ќе имаме 50 мл. Значи, ако го помножиме по 50, добиваме овдека број кој е 0,014 мола. Така, мол. Или пак друг начин на кој може да го направиме. Одмеку го да илустрирам дека ова може да се врши на колку било начин. Можевме да земеме 1000 да го поделиме со 0,28. Тоа ќе беше еднакво на 3571,4. Сега, ако всушност 50 го поделиме со овој број, бидејќи 1000 во овој случај, 1000 поделено на овој број го дава овој број. Сега ние наместо 1000 ќе ставиме 50, така што 50 делено на овој 3571,4, тоа е еднакво на 0,014. Па го добивам истиот број, така нема никаква разлика. Ево дека го запишам само. И можеме да го гледаме логички, значи не морам ни да решаваме. Ако беше овдека 100 мл, тоа ќе беше една десетина, значи ќе беше 0,028. Сега имаме 50 мл, пола од тоа, значи 0,014. Или можеме да го гледаме дека 50 е една дваестина од 1000, затоа 0,28 ќе го поделиме со 20 и ќе добиеме истиот број. Така, например, ова можете да го гледате дека 1000 делено на 50 е еднакво на всушност тоа е еднакво на една дваестина. Така што истото важи да 0,28 го поделиме со 20 и добивме 0,014. Значи можете од кој сакате начин да го вртите. Едноставно ќе си ја поставите оваа пропорција, како ја што ја правам овдека, и после од како сакате делете, ќе добиете едно исто решение. Сега добро. Сега знаеме дека треба да имаме 0,014 мол од HClO4 во овој волумен со цел да имаме оваа концентрација. Така? Сега, добро, знаеме дека треба да имаме толку мол. Ама не знаеме тоа колку грами е. Сега за да добиеме колку грами всушност ни треба да откриеме масата на HClO4 што ни треба. За да го најдеме тоа ни треба N, кое го имаме, значи тоа сега го откривме, и е 0,014 мол по mR на HClO4, која знаеме дека е 100,46 грам на мол, мол со мол ќе се скрати, така што M на HClO4 која ни треба во растворот за да имаме бараната концентрација е еднакво на 1,40 грами. Значи ние сега треба некако да најдеме начин да од овој тука горниот дадениот раствор да можеме од него да извадиме 1,40 грами. Значи треба да избереме волумен во кој ќе содржи 1,40 грами од HClO4. Сега, за да најдеме колка волумен содржи 1,40 грами, 1,4 грами всушност, ќе почнеме од густината. Значи оваа густина всушност ни кажува дека во 1 см кубен, тоа е 1 мл на растворот, има даден број на молекули кои што тежат 1,70 грама. Сега, тие тежат 1,70 грама, но масениот удел на HClO4 во растворот е 75%. Така да, иако овдека во 1 см кубен имаме 1,70 грама, само 75% од тие се всушност HClO4. Додека останете 25% се всушност од водата. Така што во 1 см кубен на растворот кој ни е даден, немаме 1,70 грама HClO4, него имаме 75% од тоа, што е еднакво на 1,7 по 0,75, тоа е еднакво на 1,25 грам.
Тоа се дори 275 грами. Сега, тоа значи дека имаме 1,275 грами во 1 сантиметар кубен, односно сантиметар кубен е 1 милилитар. Нас ни треба колку милилитри ни требаат со цел да добиеме 1,4 грами. Дека ова тука е всушност 1, можеме само да поделиме на следниот начин. 1,4 делено на 1,275. Колку пати 1,275 влегува во 1,4 и тоа е еднакво на 1,09. Значи ова е решението. Ни треба 1,09 милилитри од правичниот раствор. Значи ни треба толку милилитри од овој горниот раствор. Треба да земеме толку и тие треба да ги однесеме во овој тука сад, да ги ставиме и потоа да дотуриме вода се до маркицата до 50 милилитри. Или пак може да пресметаме 50 минус 1,09 е еднакво на 48,91 милилитра. Значи ни треба толку H2O. Ќе земеме толку H2O, ќе земеме од растворот и ќе направиме раствор кој ќе биде 50 милилитри и ќе има концентрација 0,28 мол на литар. Значи толку вака вода ќе ставиме и ќе добиеме тој раствор. Ајде се река стои ова. Инаку се ова кога го внесеме во формула, волуменот 2 кој ни треба, всушност е на концентрацијата која сакаме да имаме, која беше 0,28 мол на литар. По волуменот кој сакаме да го добиеме, што беше 50 мл, односно тоа е 0,05 литри. По релативната молекулска маса на супстанцата која сакаме да добиеме во одредена концентрација, тоа беше 100,46 грам на мол. Врз густината на растворот кој сакаме да извадиме оваа супстанца, која реков дека е 1,7 грам на центиметар кубен, по масниот удел на субстанцата, односно 0,75. И кога ќе собереме се тоа, се добива 1,1. Го заокружувам, значи може да биде 1,09, нема врска, значи зависи колку децимали имам. Еве нека биде 1,09, ако прави некоја разлика. Милилитри. И повторно како што реков, значи формулите си имаат свое место, поради тоа што многу лесно и брзо може да се прават пресметките. Ама не треба да се заборави од кај дошле формулите. Значи формулите не постоеле од секогаш. Значи немало од секогаш формула, него имал некој си хемичар таму пред 200 си години, каде што он го согледал ова и сватил дека аха, ова и ова и ова, ако ги ставам врз тоа и тоа се добива истиот резултат. И ја направил формулата. И после таа формула само си ја ставаш у книга и тој што ја чита, после само си ја користи формулата. Не мора да мисли. Тоа го убрзува процесот на решавање и точноста на решавањето, зашто искрено кога решавате вака долго, така, како што решав претходно, ваму па таму, што повеќе чекори имаш, тоа е поголема шанса дека ќе направиш грешка. Така, значи ваму заокружувам на една децимала, па таму после на друга децимала, па ваму па таму. И такво различно заокружување децимали, на крај ќе добиеш некој малце поразличен број. Например, тука добив 0,09, тука е 1,1, што е за 0,01 разлика. И затоа се добри формулите, но треба да се свати основата која е позади формулата. Сега ќе решиме некои полесни задачи. И со тоа ќе завршиме, вака видам навале. Ај сега. Наредната задача гласи вака. Значи, да се подготви 100 мл натриум хлориден воден раствор, кој што ќе има концентрација 1,5 грами на литар. Значи, ние треба да подготвиме 100 мл раствор, ПП, воден на натриум хлорид, каде што концентрацијата натриум хлорид биде еднаква на 1,5
грами на литар. Како ќе го подготвиме? И ова е релативно едноставна задача. Веќе ни вика дека треба да спремиме 100 мл, така. Значи кога ќе земеме еден сад, внатре у тој сад треба да имаме 100 мл купен раствор со оваа концентрација. Сега, ако имаме таа концентрација гласи дека имаме 1,5 грама на 1000 мл и колку всушност ќе имаме на 100 мл. Тоа е една десетина, односно 0,15 грами. Значи ќе земеме 0,15 грами натриум хлорид, ќе ги ставиме, ќе дополниме со вода до маркицата. Сега до маркицата ќе дополниме со вода и готово. Ајде уште една ваква брзам, која гласи дека треба да подготвиме раствор кој што ќе има волумен, вака по правилно запишувам NaCl, кој ќе има волумен од 50 мл. Добро, треба да биде раствор на натриум хлорид, воден раствор. Од 50 мл, каде што концентрацијата на овој раствор ќе биде, концентрацијата на NaCl во овој раствор ќе биде еднаква на 2 грама на литар. Сега, ако е 2 грама на литар, 2 грама на 1000 мл, колку ни треба за 50 мл? Ни треба една 20-тина. Така, тоа значи 2 делено на 20 е еднакво на 0,1 грам. Значи ги земеме 0,1 грам натриум хлорид, ќе оставиме у растворот и ќе дополниме со вода до 50 мл. Добро, тоа беа два лесни примери. Сега ќе решиме уште два примери кои исто така се прилично лесни. Кои што гласат колку милилитри, значи не знаеме колку милилитри, натриум хлориден раствор може да се подготви, воден раствор, каде што концентрацијата на тој раствор, значи концентрацијата на натриум хлоридниот раствор ќе биде еднаква на 1,5 грама на литар, ако на располагање имаме 0,3 грама натриум хлорид. Значи имаме 0,3 грама натриум хлорид. Сега, ако имаме толку натриум хлорид, не прашува колку милилитри раствор можеме да подготвиме, каде што тој раствор ќе има оваа концентрација лево. Значи, ако овие ги ставиме 0,3 грама во еден сад, да речеме овам дека е ваквото, колку ќе биде водата, така кога ќе ставиме вода до некоја си маркица, колку ќе биде вкупниот волумен, така што концентрацијата овдека да биде оваа. Епа сега, за тоа да го најдеме, всушност, идеме 1,5 грама на 1000 милилитри, 0,3 грама на колку милилитри. Сега 0,3 е една петина од 1,5, една петина од 1000 е 200. Така што, вкупниот волумен ќе не биде 200 милилитри. Наредната е, ако сакаме да подготвиме раствор на сахароза, каде што концентрацијата на тој раствор треба да ни биде еднаква на 1,5 грами на литар, односно треба да биде еднаква на 0,25 грами на литар, а ние имаме на располагање 500 милиграми сахароза. Колку милилитарски раствор можеме да подготвиме? Сега. Тоа значи дека ако земеме еден сад и ги ставиме внатре сите овие 500 милиграми сахароза, така, и го наполниме со вода, така што концентрацијата овдека да биде оваа, колку ќе биде вкупниот волумен? Колку ќе биде V? За тоа да го пресметаме, ќе видиме, значи, концентрацијата што треба да имаме е 0,25 грами, односно тоа е исто на 250 милиграми на 1000 милилитри.
а ние имаме 500 милиграми. Тоа значи дека можеме да подготвиме 2 литри, односно 2000 милилитри. Значи волуменот на раствор кој можеме да го подготвиме, ова веќе друга задача, ќе биде еднаков на 2 L, 2 литри. Наравно, мислам дека тоа беше се за ова видео. Ќе направам барем уште 2 видеа во кои ќе разгледуваме раствори, за да ги разгледаме така по-детално. Значи, овие беа некои така полесни задачи, понатаму мислам дека ќе имаме така нешто си потешки задачи, а последните можда ќе бидат и најтешки. И добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.